Добро утро и од мене и добре дојдовте во новото издание на магазин. Како што знаете, утринскиот појас продолжува Појас сакам Македонија, а на моје големо задоволство ја пречекувам пејачката Тамара Стојковска, со која што зборуваме за нејзината нова песна со автентичен видеозапис, кој што ќе го погледнеме во продолжение. Зборуваме за екипата што работела, како и за нејзините настапи и за следни проекти и планови за следната година. Добро ти утро и добре дојде. Добро утро и тебе. Ти благодарам за поканата. Секогаш уживам во твое друштво и многу ми е драго што сум тука. И јас исто. Уживам, драго ми е што си тука денеска, особено што секогаш со тебе имаме за што да разговараме за нешто ново, актуелно. Честитки за новата песна. Ти благодарам. Навистина убаво изгледа и спотот и песната е емотивна, певлива, нежна, кој како си ја доживува. Ќе погледнеме и ексклузивно премиерно во магазин на Сител телевизија. Па кажи ми како се чувствуваш сега, дали впечатоците слегна, какви се реакциите после тоа што го објави, што го испромовира на социјалните мрежи? Супер. Веќе имам некаква слика, бидејќи помина повеќе од 2 недели. Многу сум среќна што си го наоѓа патот до публиката. Генерално верувам дека за секоја песна има своја публика. Не секогаш е лесно да песната да ги најде вистинските луѓе, меѓутоа веќе можам да кажам дека стига до вистинската публика, има преубави коментари. Мислам дека целта ја исполнуваме, да шириме љубов, нешто позитивно. Тоа беше таа едноставна идеја беше за целата песна, тоа беше целта и со спотот и ете така некако ненамерно се поклопи да е баш пред овој празничен период кога се е во екот на љубов, на заедништво и се надевам дека баш ќе се спојат тие две работи и ќе допринесеме за оваа празнична магија. Да, за една убава, како што каже, и магија, и еуфорија, и убава атмосфера за празниците. А како настана оваа приказна? Бидејќи велиш не била стриктно направена за новогодишните празници? Па, песната беше правена генерално да биде љубовна песна. Целта беше баш околу тоа да те сакам, лесно е. Се вртеше се. Едноставно има, нели, сите имаме луѓе во животот што е многу лесно да ги сакаш. И тоа сакавме да го направиме во таква некоја разиграна песна, нешто што е малку блиску до нели предходните песни Не е до мене подобро заслужува, меѓутоа овој пат со буквално целосно позитивна приказна и позитивни чувства. Песната ја правевме пред скоро цела година, така да стварно апсолутно не беше планирана да биде за празничен период, меѓутоа ете сплет на околности испадна така. Генерално не сакам да ги форсирам работите да излегуваат по секоја цена, сакам така спонтано, бидејќи сепак креативна работа. Сакам да биде спонтано, па испаднете да биде промовирана во декември. Инаку работевме со тимот што ги работев предходните песни, Коста Хаџикојчев и Ѓорги Вацев. Ѓорги Вацев е дел и од музичкиот дел, меѓутоа и за видеоспотот, заедно со Пайнстайл. Генерално за мене веќе позната екипа, надевам дека и за слушателите, некако се пронајдовме со нив, со енергија, со звукот што сакаме да го прикажеме и ете ја склопивме цела приказна заедно. Ти учествуваше во создавање на текстот на самата песна? Да. Идејата за текстот беше моја и напишав дел од текстот. После тоа заедно со Коста во студио работевме и го напишавме текстот. Музиката после тоа не после тоа, туку заедно, буквално паралелно со тоа ја направи Коста Хаџикојчев. Аранжманот Коста Хаџикојчев и Ѓорги Вацев заедно. После тоа сценариото за спотот исто така го пишував јас, го доработивме заедно со Ѓорги Вацев. Сакав некоја малку понеобичен спот, можам да кажам. Сакав да биде така, нешто што ќе биде символично, а што е посимволично за љубов од Купидон и разиграно срце. Да. Ми е многу драго што луѓето го препознаат тоа за спотот. Имам многу добри коментари за спотот. Генерално сакав да ја прикажеме љубовта разиграна каква што е, преку срцето, што е детинесто и разиграно, баш каква што е и љубовта. За мене е интересно, надевам дека и за слушателите, тоа што на крај, нели, Купидон најчесто е само посредник во љубовта, меѓутоа во спотот срцето го заразува Купидон со љубов, па и Купидон на крај е разигран и заљубен, така да
направивме нешто така за мене до сега што не сум го направила. Иако нели имам мала театарска позадина, а сум аматерски сум имала глумено во представи претходно, така да не беше нешто комплетно ново за мене, меѓутоа во спот и како беше нешто ново искуство за мене и првпат покрај тоа што бе возбудена можам да кажам дека стварно и бев као малку плашена пред да излезе спотот, бидејќи беше релативно надвор од моја комфорт зона, ама коментарите се преубави и сум многу задоволна како е прифатено. Па е еден од најуникатните спотови воопшто и во последно време, ако не е најуникатен, најавтентичен. Многу ми е драго што е таков впечаток. Последно време, да. Да, многу ми значи. Би сакала јас да работам вакви спотови. Е многу поинтересно, сакам да излегуваме сите артисти од комфорт зона. Да. И генерално, мислам дека се во последните години се појавија многу креативни спотови кај нас, што ми е многу драго. Излегуваме сите заедно колективно од комфорт зона и од тоа што порано сме го правеле како спотови. Е многу убав начин и простор да се доизразиме креативно, барем конкретно за мене си кажувам. Многу поубаво ми е кога можам да ја комплетирам целата приказна и да ја дополнам со нешто друго на страна од спотот. Мислам, песната би функционирала, предпоставувам и со поинаков спот, меѓутоа дава некоја таква друга димензија, друга приказна на тоа што го правиме. А на интересен начин исто го испромовира спотот. Да. Беше низ Скопје, низ центарот, облечена како срце, се поздравуваше со луѓе, зборуваше со нив, со случајни минувачи. Како реагираа тие кога те видоа во живо како срце? Да, тоа беше многу интересно и за мене генерално, многу позитивно искуство. Па голем дел така нели посрамежливо се гледа и сраме, меѓутоа многу голем дел се вклучува, игра, посебено на деца им беше многу интересно, меѓутоа и возрастни што се така поопуштени игра заедно со мене и така траеше кратко, ама беше многу сладко и позитивно. Стварно после тоа мислам дека цел ден ме држеше таа некоја позитивна енергија. Јас го направив тоа со цел нели јас да раширам позитивна енергија, меѓутоа ме зарази и мене. Тоа беше искрено спонтана идеја. Спотот бидејќи го снимавме во Битола, на Пелистер, Баба планина, и имаше многу случајни минувачи тогаш и им беше многу интересно нив. И тогаш сватив дека ствари може да направиме нешто така. Па така некоја ненаметлива маркетинг стратегија беше тоа, меѓу другото и стварно со цел да си го обоиме сивилото, нели најчесто овој период цела Македонија во такво некое сивило, ама има многу малку треба за да си го разубавиме секојдневието. Генерално мислам дека општо ова ми е и за песната и за тој момент со играњето низ Скопје. Мислам дека живееме истовремено и во најлошото и во најдоброто време. И нема бегање од реалноста. Не сум човек што сака да игнорираме се што се случува лошо, меѓутоа при бежиште може да ни биде музиката барем на кратко и мене ми е лично. И многу сакам таква некоја мисија си поставив последните години дека ќе правам музика што можеби некому ќе му направи подобро расположението, ќе разби ова монотонија или слично и тоа со последните 3 песни можам да кажам, гледам да го доловам и во песна и во спот и со вакви некои работи преку Инстаграм профилот. Така, некако, за сите, и за мене, и за сите, нешто убаво и нешто позитивно. Така и изгледа, разиграно, динамично, шаренолико, па и претходните песни, како што каже и самата. Во Битола веќе те виделе така облечена, во Скопје те виделе, па може и низ други градови да се прошири, како што кажува, маркетинг стратегија. Би било баш интересно и не секојдневно. Да, па би сакала, баш поради тоа што има луѓе веќе од сите градови што ме следат, би сакала да го направам тоа за некој друг град. Не ветувам дека ќе биде, посебно овој период дека премногу настапи. Овој период има кај сите артисти, така да и јас сум низ повеќе градови и обврските не оставаат премногу простор, меѓутоа доколку има интерес ќе дадам се од себе да го реализираме тоа. Ја отпеа уште некаде на настап во живо, бидејќи кажа дека имаш многу настапи, па дали успеете да ја испромовираш? Да, се уште не, меѓутоа викендов мислам дека прв пат ќе ја пеам во живо.
Периодов малку и паузиравме пред да почне, нели, турбо периодов следниот месец, но дефинитивно ќе се најде песната на настап. Тамара, лесно ли е да сакаш? Лесно е, да, вистинските луѓе е многу лесно да ги сакаш. Така е. Кој ти помогна ете околу стайлингот, околу изработката, костимите? Гледаве дека се навистина интересни, уникатни. Па да, фустанот е Занов. Фустанот што го носам е креација на Занов. Крилата ги правев јас заедно со мои блиски луѓе. Ми помогнаа тие. Срцето е правено специјално за спотот од тетка Весела, што е костимограф во театарот во Битола. Така да секоја чест. Преблагодарна сум што имам така луѓе што ги реализираат заедно со мене таквите идеи што ги имам, бидејќи во прв момент кога ми текна што сакам да има во спотот и најчесто нели кај нас има коментари као кај ќе најдеш ова, кај ќе најдеш она, меѓутоа во Македонија имаме толку многу талентирани луѓе што можат се да направат и ете ги најдов луѓето, плюс моите блиски луѓе беа приморани да прават крила, што ги правевме мислам дека 3 дена и на крај премногу вредеше, меѓутоа пак беше така ризик како ќе испаднат на крај. Меѓутоа кај нас не можев јас конкретно да најдам крила, а мораше да има крила, нели купидам без крила нема како. Така да ги правевме неколку дена, беше презабавно, иако беше гужва пред спотот и хаос, беше многу забавно и уште подраго ми е сега дека ги работевме заедно. Така е, да, кога трудот се исплати на крај, кога ќе го видиш финалниот продукт, секоја чест. Се е рачна изработка. Да, фала. Браво, а кој беше срцето во спотот? Срцето е Аријана. Аријана исто така беше и дел од претходниот спот. Таа е преталентиран танџер од Битола. Со Аријана општо вака соработуваме, многу ми е драго што соработуваме со неа, бидејќи има преубава енергија, секогаш носи некоја таква посебна енергија на сет. Овој пат е скриена за срце, меѓутоа пак зрачи со енергијата што има. Да, повторно има некоја хореографија, нели? Трчање, играње. Не за не е било студено. Да, не е воопшто. Тебе ти беше. Мене многу. Спотот го снимавме во октомври, Пелистер како што кажав, што е многу ладно генерално, ама се исплати на крај се. Така е, вака убаво кога изгледа, навистина интересно и уникатно. Планираш во овој дух некако да продолжиш и со следни спотови, да излегуваш од комфорт зоната како што велиш и ти за овој спот? Да, би сакала, зависи нели која песна ќе даде простор за тоа. Следно работам веќе на неколку песни. Не се сите во ист стил. Искрено не знам што ќе биде следно, веќе оставам така креативниот процес каде ќе не однеси, што ќе се заврши прво. Јас искрено би сакала малку да се покажам во некое друго издание од овие нели последни неколку песни. Многу се понаѓам во ова, меѓутоа мислам дека сме разговарале често дека голем дел од мене се нели и тие балади и таа емотивна страна и некако мислам дека ми фали да изведам таа емотивна страна. Периодот на настапи ја вадам таа емотивна страна, иако нели пак настапите исто така ни се во овој позабавен дух. Меѓутоа ете, ќе експериментирам со различни жанрови и стилови, ќе видиме што ќе биде следно. Се надевам дека ќе биде за брзо, меѓутоа ете, се уште е рано да се каже. Да, па ете, можеби баш балада да биде следното. Да, можеби. На настапите што ќе свирите, што ќе пеете? На настапите секако моите песни се наоѓаат во репертоар. Генерално имаме многу македонска музика, тоа останува непроменето, да си промовираме македонска музика и некои стари песни, некои нови песни. Ете, публиката ја повикувам да дојде. Генерално следниот месец сме на многу места низ Македонија. Настапувам и во Битола околу Нова година, настапувам и во Струга, во Тетово после празниците, така да имаат каде да дојдат. Се надевам дека нека ме следат на Инстаграм и ги најавуваме сите настапи таму. Така, овој викенд веќе сте низ градовите? Овој викенд сме во Струга и во недела во Битола, преку ден на Пелистер, на чист воздух, што ми е мене многу драго. Така да, еве, кој е за во планина, го повикувам во Битола, а кој е за општо на нели клубска свирка, нека дојде во Струга. Така, за Нова година, баш во очи ноќта или преку ден ќе имате исто? На денска забава сме во Битола.
и после и викендот пред Нова година и викендот после Нова година исто така сме во Битола, така да имаат избор каде да дојдат. Колку члена сте веќе сега во бендот? Во бендот сме четворица. Истиот состав сме од почеток. Еве ќе си ги поздравам Владче, Коста и Иле. Веќе 6 години настапуваме заедно и се надевам дека уште долго ќе настапуваме заедно. Така е, да. Ете, убава бројка, веќе долго време, веќе стаж. Да. Има бендот. Не знам колку се свесни слушателите, меѓутоа бенд да одржиш со години не е едноставно, нели, као повеќе луѓе, повеќе карактери, особено, нели, еве, јас сум од Битола, меѓутоа јас сум преселена веќе години во Скопје, но кога ќе се погоди таква енергија, тие што знаат не се менува, така да патуваме многу често и јас и тие за, нели, за проби, за настапи, за да се одржуваме. И вреди едноставно, мислам за енергијата што имаме, не ќе да си го сваќам тоа здраво за готово, навистина сум многу среќна што со такви музичари настапуваме, меѓутоа и како музичари и како луѓе сум преблагодарна за нив и ете, баш како што реков, уште долго се надевам дека ќе настапуваме заедно. А што е клучно да се задржи хармонијата, слогата, бидејќи велиш не е секогаш едноставно, токму поради тие различни карактери, мислења, па кој одлучува на крај? Да, помислам дека природно тоа доаѓа, нема некој магичен трик или си кликнувате со енергија или не, нема нешто што можеш да го направиш, едноставно ако оди, ако не. Нормално функционирањето. Јас генерално како сакам воопшто и не само со бендот, туку и со други колеги музичари кои се работувам, нели егото на страна, тука сме сите се на иста цел да правиме нешто заеднички, нешто што е многу поголемо од нас, така да нема простор за его, нема простор за некој да се издвојува, ние сите имаме, нели, проекти, настапи што не се надвор од бендот. Меѓутоа сите се поддржуваме премногу во тоа, што ми е многу драго и не знам, едноставно баш како што кажав, целата приказна гледаме како нешто многу повеќе од тоа како ние како индивидуи и нашата мисија и настапи се многу поголеми од тоа што сме ние како секој поединечно. Да, имало ли денови кога да речеме не ти се настапувало? Не ти било до смење, до дотерување, до пење, се случува ли и тоа и како го надминуваш и застануваш на сцена за да заборавиш на се, едноставно да се препуштиш пред публиката? Има тоа, едноставно, не знам, професионалност е, и носам некоја одговорност кон луѓето што дошле да ме слушаат на настап и таа одговорност не ми дозволува сега мене да не ми биде денот или да сум нели на стината или нешто така, едноставно даваш се. Ама па многу често од друга страна и кога не ти е денот до пење, многу често настапот пример ако е преубав, се забораваш сите проблеми, така да и мене ми поминува нешто кога не ми е денот. Јас генерално нели еве сакам да ја наметнам таа некоја позитивност и да бидам отскочна даска, меѓутоа не би сакала тоа да го правиме нели во некоја токсична позитивност. Баш како што кажав, као многу сум свесна за многу лошите работи што се случуваат и мислам дека и често и ги потенцирам на Инстаграм, застанувам за работи кои ми значат, сакам да имам некој таков глас наместо нели да се правиме дека се е розово. Така да некој баланс измеѓу тие две работи би сакала да го постигнам, меѓутоа кога сме конкретно на настап и на свирка, сметам дека нема простор за такви работи, за луѓето дошле тука да се развеселат, никој не дошол на настап за нели за некои такви понегативни работи. Ама ни помага на сите колективно, тоа е позитивата е заразна работа. Така, што би сменила прво? Ете, кај тие работи да речеме што ти пречат и ги објавуваш на социјални мрежи. Што би Па, мислам дека се многу поголеми од тоа да менувам јас нешто, меѓутоа нели сите лоши работи што се смениле во светот, работи, не знам, едноставно тоа што можем да го сменам, ако единствено нешто ако можам, што можам да го направам е да бидам гласна и да не прекитам за тоа, го правам тоа. Ако има следен чекор што би можел да го направам за тоа, нели тргнувам од себе да сменам некои работи кај мене. За жал некои работи негативни се многу поголеми од нас. Меѓутоа е многу битно во најмала рака да не сме тивки за најголемите, за најбитните теми во општеството. Така е.
тотално си во право за тоа и некои работи треба нели да се менува, да се тргнува од себе, па после и пошироко во околината и во општеството. А пак за еден музичар, за пејачите, што сметаш дека е најбитно, најважно, освен гласот, нели? Што друго треба да има за да биде препознатлив, за да луѓето го сакаат, го препознаваат, да биде успешен? Да, па ова е малку клише одговор, ама стварно е многу битно. Најбитно е да си свој, мислам. Бидејќи тогаш сме сите автентични, нормално дека сите како луѓе сме различни, сите имаме некој различен сензибилитет, сите и слушаме различна музика, нели? И мислам дека кога сме слободни да сме своји, тогаш сме најпрепознатливи. Тоа сум го осетила искрено и на своја кожа. Нели, кога сум била на почеток и помалку искусна, не сум била толку храбра да сум своја и да излезам од тие некои стандарди, трендови што би биле за музика, иако не мислам дека нешто премногу сум се држела до трендови со моите песни, меѓутоа ете првите песни може би сум имала некој таков пристап као дали песната ќе биде допадлива, дали ќе биде слушана, дали е радиска песна, па да е малку пократка. Сеќавам дека првата песна ми беше многу долга и после тоа бев многу уплашена да не е песната малку подолга од тоа што се очекува, меѓутоа сега сум некако ослободена од тие норми и баш па сега некако луѓето многу повеќе се пронаоѓаат и ме препознаваат и ја слушаат мојата музика, така да навистина тоа да си свој е една од најдобрите работи што може секој музичар да си направи кога твори. Новата песна веќе се врти по радиостаниците, веќе кога спомна радио. Да, многу се радувам. Хит. Многу се радувам, многу е навистина битно да медиумски, нели, поддршката што се добива медиумски и сум многу благодарна и за радиостаниците и за сите телевизија, за тебе, за просторот што го давате на да те сакам лесно е. И мене е драго. Мене ми е драго исто така. Двострано е ова комуникација и пријателство што го имаме веќе низ годините. А пошто најмногу пак ќе ја паметиш оваа година? Има ли нешто особено што ќе ти остане во сеќавање, како убав спомен? Да, па генерално доприв до многу поголема публика, што ми е многу драго. Иако немав, нели, да те сакам лесно е единствената песна оваа година. Целата година се посвети многу стварно со труд и со љубов работев на таа песна, така да една од работите е таа, меѓутоа на Инстаграм почнав да си градам некоја таква заедница на луѓе што се тука, што слушаат музика, слушаат некои преработки, нели серијалот Ако љубовта беше песна, што ми ја обележа на некој начин годината. Луѓето некако многу убаво реагираа на тоа. Тоа не беше искрено планирано дека ќе биде нешто многу долгорочно, меѓутоа давам се од себе да снимам што е можно повеќе такви видеа, бидејќи гледам дека на луѓето тоа им се допаѓа. Навистина сакам на луѓето што ме поддржуваат, сакам да им го подарам тоа што го сакаат. Ете, Ако љубовта беше песна, Ако животот беше песна, тие се два серијали. Се надевам дека оваа година ќе има и некои други такви преработки. За тие што не знаат, тоа се кратки преработки на Инстаграм што си ги снимам. Спонтани, буквално така емотивни, би рекла и ненаметливи, тоа и ми е цел, така не е некоја продукција сработена позади тие видеа се снимани дома, меѓутоа ете на луѓето баш им се допаѓа тоа и еве паралелно двете работи ги водам и со нели спотот, со таква продукција, со така нешто нели по-сериозно, меѓутоа и ова друго издание домашно. Да, имаше добар одзив. Видов дека те споделуваат исто така и на нивните профили, нели дел од твоите обожаватели, од публиката, твои колеги. Убаво е да имаш поддршка од сите. Да, дефинитивно. И луѓето што ме поддржуваат и колегите, ми значи многу убава енергија се прави, особено ти кога колегите споделуваат, некоја убава енергија си правиме на естрадата, да кажам. Пред неколку години мислам дека не беше во оваа мера. Општо сите колективно, ова не го зборувам конкретно само за кон мене или од мене. Меѓутоа, ете, владее некоја таква убава атмосфера последната година-две и мислам дека се чувствува тоа и во песните што сите ги вадиме и во
општо естрада не може да изгради еден артист. Естрада градат многу артисти и кога се поддржуваме, енергијата е многу поразлична и излегуваат многу поубави работи. Па, Така е. еве, може би соработки. Да, зошто да не, и бидејќи сме за жал на самиот крај, ми остана уште да те прашам за најголема желба за следната година. Накратко, што би можела да издвоиш? Да, па ете, спомнав сега соработка, веројатно би ми била соработка да имам, нели покрај да имам многу повеќе песни, настапите секако остануваат, меѓутоа еве можеби настапам некоја друга форма, ама еве да не набројувам 100 работи, имам многу желби. Генерално еве една желба следна година, се надевам дека ќе ми се оствари, е соработка со некој македонски артист. Ти посакувам да ти се остварат сите желби, ти посакувам успеси и те чекаме повторно. Ти благодарам. Се гледаме повторно, ние ќе завршиме со уште една твоја песна, да се потсетиме и на нешто постаро од тебе. Вие, драги мои, уживајте и останете на Сител телевизија. Од мене довидување.